профитот на приватните компании, биле тие домашни или странски, не смее да биде поважен од животот и здравјето на луѓето. Затоа левица апсолутно и недвосмислено застанува зад во поддршка на граѓанската иницијатива Спас за Козјачија, во нивната цел на секој расположлив начин да го спречат отворањето на рудникот Петрошница, за кој што веќе се одвиваат детални геолошки истражувања во село Бајловци, општина Старо Нагориче. Рудникот така како што е замислен би представувал рудникот тип Г1 тешко загадувачка индустрија, би бил со отворен коп, што значи дека при негово работење неколку тони експлозив дневно ќе се активираат врз почвата во Бајловце, при што ќе се ослободи прашина полна со отрови која што ветерот ќе носи во нашите домови. Потоа при процесот на лужење ќе се користи цијанид и сулфурна киселина, кои што представуваат тешки отрови, кои што предизвикуваат малигни заболувања кај населението. Исто така постои опасност и ловината која што представува коктел од најразлични отрови, при што најважни се и сулфурна киселина и цијанид. Постои опасност да се излее во река Петрошница, па преку Пчиње и Вардар, да отиде се до Егејското море и повеќе од 400 километри да бидат со секогаш изгубени. Таква судбина веќе се има случајно во Романија, во рудникот Баја Маре, каде што јаловината се има истечено во реката Замош, па преку Тиса, Дунав се до Црното море и на тој начин повеќе од 1300 километри за секогаш се изгубени. Европската унија пробува 17 години да ги исчисти тие отрови и не успеа. Потоа Козјачијата представува трусен регион и тие секојдневни експлозии можат да значат голема опасност за самиот регион. Во опасност ќе бидат доведени и сите културно-историски знаменитости, како што е например црквата во Стара Нагоричина, која што датира од 14 век. Затоа левица потполно застанува зад борбата против овој рудник. Меѓутоа апсолутно немаме намера да го партизираме граѓанското движење, напротив, затоа што нивната автентичност се препознава. Ние како партија ќе делуваме независно од граѓанското движење, со сите расположливи средства да придонесеме во процесот на стопирање да се отвори овој рудник. Ги повикуваме сите граѓани да се активираат, да се вклучат во граѓанското движење, независно дали припаѓаат на некоја политичка провиниенција или не, затоа што тука се работи за животот, за здравјето и за нашата животна средина. Благодарам.